Мартин, како ги коментирате последните случувања кои стануваат се почести, едни исти угостителски објекти практично не ги почитуваат протоколите, се организираат и натаму забави, се организираат дури концерти во угостителските објекти, поради што сега е можно да има и скратено работно време на угостителските објекти? Видете, ситуацијата, значи, можеме да ја представиме многу едноставно. Не постои протокол, не постои закон, па дури би рекол ни морален код, кој што некој нема да се осмели да го прекрши. Она што треба да се направи е нормално да се спроведува законот и да се санкционираат таквите угостители и сеедно, значи, не е ова исклучок само дека во угостителството има луѓе кои што се осмелиле да не ги почитуваат протоколите. Така што, апсолутно, стојам на тоа дека ова не е оправдано, меѓутоа, од друга страна, значи, мораме да имаме предвид дека оние огромен број на угостителски објекти кои што ги почитуваат протоколите со ништо не заслужуваат да бидат ограничени. Напротив, мислам дека и главната поента на оваа пандемија, криза, како сакате ќе ја наречеме, е да се навикнеме на новата нормалност, односно и гостите, клиентите да ги одбираат оние места каде што се почитуваат протоколите, значи да се наметне една јавна свест која што сама по себе ќе донесе многу подобри резултати. Ангеловски, дали овие угостителски објекти кои што изминатите денови практично гледаме дека се на удар на јавноста поради тоа што се случува кај нив, се членови на вашата асоциација и дали има луѓе, односно угостителски објекти кои што се членови кои ги прекршуваат правилата, како вие реагирате? Има одреден дел што се членови, нормално, одреден дел има и што не се членови. Нормално дека ние упатуваме апел до сите наши членки, нормално имаме комуникација и со останати угостителски објекти кои што не се наши членки, дека за општо добро, за добро на сите да се почитуваат протоколите. Меѓутоа, јас повторно би повикал и на јавна свест и совест на сите граѓани, кога знаат дека одат на места каде што очигледно уште претходно со најава нема да се почитуваат протоколите, да подразмислат, значи дали и тие самите придонесуваат за нешто вакво да се реализира. Ангеловски, ќе ве вклучам повторно на крајот од вестите да прокоментираме што ке значи скратеното работно време и какви мерки очекувате од владата со антикризниот пакет. Она што можам да го забележам е дека како асоциација во време кога важеа оние рестриктивни правила бевте навистина гласни, баравте помош и поддршка од државата, посебни протоколи за работа, но откако ги добивте гледаме дека ситуацијата на терен е алармантна. Сега според последните информации повторно се размислува да се вратат назад она мерка која што важеше за 4 луѓе да седат на маса. Видете, мислам дека ова е фаза која што веќе ја поминавме. Има точна дистанца, значи ако седат повеќе луѓе на маса, треба да седат на 1,5 метар дистанца. Дали ќе бидат тие 4 луѓе на една маса или ќе бидат 8 луѓе на 2 маси, кои што пак 1,5 метар ќе бидат едни од други, според важечките протоколи, повторно во моментот само ќе направи компликации во работата. Како што кажав, протоколите важечки кои што беа, какви такви, најголемиот дел од угостителите се навикнаа и се придржуваа кон нив. Сега ова е чекор назад и нормално е дека ќе се одрази негативно на работењето на сите, меѓу другото мислам дека слушнав информација дека и ќе има намалување на децибелите во рестораните за гласност, каде што мислам дека со сеќа должна почит до Комисијата за заразни болести повторно влегуваат во некои работи и мерки кои што сепак мислам дека не се доволно стручни. Она рамка која што ја слушнав од 50 децибели, значи само чисто за појаснување на јавноста, од 50 до 60 децибели гласност се смета нормален говор, односно разговор помеѓу луѓето. Уште едно нешто кое што е препорака, тоа е да се забрани гостувањата на пеачите и диџеите, особено откако ги видовме оние слики изминатите денови. Има ли до вас информации дека одредени угостителски објекти практично прават свадби, меѓутоа наоѓаат начин како да ги избегнат протоколите и правилата? Не само угостителски објекти, сведоци сме дека и на многу приватни локации има свадби каде што буквално никакви протоколи не се почитуваат. Сведоци сме дека има и угостителски објекти, да, меѓутоа пак ќе кажам,
тука треба да се работи многу, значи треба да се работи на детектирање, на санкционирање, на што попрецизно спроведување на протоколите, а не на рестрикции и условно кажано казни. За да ме свати убаво јавноста, на сите раскрсници имаме семафори, ако некој помине на црвено, не значи дека сообраќајот треба да прекине, туку дека треба тоа да се угостителите поедноставно има да ги платат казните и повторно да продолжат со прекршувања на правилата. Видете, за тоа има соодветни институции, доколку утврдат дека со казните не можат да ги дисциплинираат, ќе најдат други начини како. Секако дека ние нема да застанеме позади одбрана на некој што работи спротивно на протоколите, затоа што на 6.500 угостителски објекти, ако ги земеме 15, 20, па и 30, нека се во цела Македонија, мислам дека на сите ви е јасно за што зборуваме кога збориме за рестрикција на сите останати. Ви благодарам за вклучувањето во вестите на Телма.